hello или коничуа ќе кажеме на јапански и малку им даjem поддршка, ова бидејќи се гледа и на YouTube покрај телевизија ВИС, исто така и на ok.com.mk се гледа сите овие интервјуа, па така да една поддршка од наша страна исто за овие јапонези греота што ќе кажеме што им се случи оваа страшна трагедија, земјотреси, цунами, торнадо, фуичу миичу тича мауа, не знам што има како се кажува. Така почнуваме ние, драги гледачи, со нашата OK News емисија, и ова среда повторно заедно. Како што може да гледате, најпрво тук доаѓаме тука во овој прекрасен бутик за машка гардероба и машки ципели или обувки, кој што се вика Имичем, и од тука, значи, може да ви кажеме дека ќе ви кажеме од прилика што се ќе имате да гледате во овие прилози. Се надам дека минатите прилози беа интересни, така и сигурно и овие ќе ви се допаднат, бидејќи има станува збор за еден гостин, една фотосесија, тинтери-минтери. Нема премногу да должам. Идеме со еден краток блок реклами, а потоа, значи, ќе ви соопштиме кој ќе биде нашиот прв гостин во оваа OK News емисија. Жените го сакаат најдоброто. Жените го заслужуваат најдоброто. Најдоброто го има во Магнетик, вистински избор за оние со добар вкус. Во двете продажни места на Магнетик ве очекува богат избор на квалитетни женски чанти, марами и разновидна бижутерија. Екстра квалитетот и убавиот дизајн нема да ве остават рамнодушни. Повелете во Магнетик кај главниот влез на Глобал и на првиот кат во Глобал. Магнетик, затоа што подобро нема. Како што рековме после рекламите, од Имичем со најавата што се ќе следува, се наоѓаме во Рома со нови свежи облик кои што е снабдено за овие великденски празници или првомајски празници кои што идат. Може бујром да ви кажам да ти се земете нешто, а од тука следува да го најавиме нашиот прв гостин кој што беше во нашата OK News емисија. А тоа е Ѓоко Таневски, бившиот евровизионер кој што представуваше Македонија на Евросонгот. Откривме некои интересни тајни, некој интересен разговор имаме, односно конверзација ќе кажем помеѓу мене и него. Се надам дека ќе ви се допадне интервјуто кој што ќе го видите и ќе дознаете некои работи кои што не сте ги знаеле, или па ако сте ги знаеле, сте заборавиле, сега ќе се потсетите. Идеме со нашиот прв гостин и нашето прво интервју за оваа OK News емисија во оваа среда. Тоа е Ѓоко Таневски. Па да погледнеме. Со нас, дами и господа, ќе увидиме нашиот евровизијски представник од лани, кој што е, по не знам кој пат во Струмица, моментално во Ново Руо во кафе бар Пинда. И сега ќе имаме мала конверзација со истиот, па ќе дознаеме неколку работи, ќе откриеме неколку тајни, а тоа е, се разбира, Ѓоко Таневски. Hello, hello. Како се чувствуваме? Да, супер. По кој пат се во Струмица тука? Појма немам. Многу пати. Каде најмногу имаш настапувано во Струмица? Па во Платинум. Платинум, така? Платинум, да. Кажи Ѓоко Таневски, како се твоите, како ја гледаш Струмица, како град ја гледаш Струмица, по кој ред по убавина? Па, не знам, не сакам да ставам по ред на убавина, него едноставно секојаш живам кога сум во Струмица и секојаш сите муавети кај да се прават водат дека Струмица има најубави девојки и најмногу девојки, така да
ете, не знам, не би сакал да оставам на прво, второ или трето место, едноставно е супер. Би сакал ли да имаш некоја девојка од Струмица? Не, си имам јас жена и не ми треба девојка од Струмица. Значи не геш валерај да правиш? Па не ќе јавно на телевизија, али вака Али може у тајност. Па, у тајност. Нека биде јавна тајна. Што да не. Фала Богу. Кажи ми Георго Тајнски, што имаш нешто ново што спремаш во музичката кариера? Па потпишав сега договор со Горила продукција, Горила Entertainment и ќе почнеме одма со работа, значи правиме сега нова песна, нов спот до крајот на април. До крајот на оваа година ќе излезе албумот, па ќе видиме здрави концерти и све, све што следува, све поред. Така, значи е моментално нека дека разговараме, може да видиме прилогот како све што иде што снимаше, значи нашата OK News емисија, што се случуваше во Пинда и стварно значи јас би ти кажал едно големо браво за тоа што знаеш да направиш една добра атмосфера покрај овие депресивни денови кои што се значи во овие месеци, значи Георго Тајнски знае да направи стварно интересна и добра OK забава. Па на моје огромно задоволство ете струмичани секогаш се забаволе на моите забави и во секое време доаѓам тука. Така, кажи ни моментално вака Евровизијата и песна за Евровизија во Македонија заврши. Кои се твоите критики за овие или некои позитивни мислења за естрадните уметници кои што настапуваа на Евросонгот во Македонија? Па јас во суштина не сум од тие луѓе што трачарат, но во секој случај дека кажам прво пред се Влачи има огромна поддршка од мене, значи што и да му треба може да се обрати. Мислам дека добро тера, а за песната нема да коментирам и општо како целото слушување Евровизија, односно песна за Евровизија. Не знам, не би коментирам многу, едноставно да му е со среќа да си помине убаво и тоа. Така, како представник кој што беше Македонија што ја представуваше на Евросонгот, во кој град беше само? Тига што не се беше, да. Осло, во Норвешка, да. Кажи ми вака, твојот поглед, како е за Евросонгот? Има ли некои намешталки, има ли некои такви работи кои што се прават на тоа ниво Евросонг? Све е до промоцијата на песната, каква промоција, колку средства ќе се вложат за промоција на таа песна, колку јазици ќе се испее, колку Европа ќе ја знае таа песна и многу влијае тоа. Мислам, неспорно е дека има и политика, дека нормално, мислам, како да кажам, менталитетот на една држава со соседните држави е сличен. Значи, ние балканците секогаш си ги даваме поените еден на друг, скандинаците си ги дават еден на друг, така да едноставно доволно е малце песната да се извојува и да биде повеќе промовиран од другите за да освои добар пласман. Така да нема да кажам дека ете игра улога некоја екстремна политичка положба или не знам што, едноставно да имаш добра песна, ќе бидеш сигурно меѓу првите 5. Можда нема да бидеш прво, али со добра песна меѓу првите 5 се стига. Така, дали планираш текот на наредна година повторно да се пријави за песна за Евросонгот? Не знам, све е можно, не одрекувам ништо, можно да се пријавам, ќе видиме. Така, се надам дека доколку се пријави секи имаш исто така една добра песна изберна која што беше значи мината за Евросонгот. Кажи ми, кај се наоѓаш во 2011 на крајот или 2012 почеток, кај се гледаш себе си во иднина? Па, не знам, со ова темпо како што одиме, не знам дали ќе имаме некоја добра иднина, но во секој случај работиме, кај ќе не води патот таму. Тоа е тоа, едноставно правам музика, пеам песни што ми ги прават, одбирам музика, се надам дека ќе одберам добри песни за во иднина и дека луѓето ќе уживаат кога ќе ме слушаат. Тоа е тоа, едноставно, за друго здравје Боже, што ќе дојде, нека дојде. Кажи ми вака за албум, како се планувате за албум? Албум, значи, како што кажав, до крајот на оваа година ќе има албум, во меѓувреме ќе има некој сингл, заедно со спотови, и така. Не знам дали летово ќе се организира концерт за во Охрид на Антички театар, ќе видиме дали оваа или другата година, во секој случај ќе се работи на све.
Кажи ми, имаш во новиот албум веќе од прилика испланирано некои песни кои што ќе бидат вметнати по-стари или стрикно ќе бидат само нови синглови? Едно 9-10 добри 9-10 песни ќе бидат нови, а можно е да се стават и 2-3-4 стари синглови кои што ќе бидат бонус, кои што веќе се испеани, а не се ставени на носечна звук. Ќе видиме, отом потом. Ќе каже самото време по себе. Така е. Јоко, благодарам многу што беше наш гостин во OK News и што одвои малку време, што направи пауза во твојата свирка, што одвои време за нас OK News да направиме едно кратко интервју. Се дека ќе имаме повторно прилика да издвоиме уште неколку минути да ни кажеш нешто ново што ќе се случи во твојата кариера. Така? Во секој време. Се гледаме кој наредна емисија. Се гледаме. Јас сум Ѓоко Танески, вие гледате OK News. Најквалитетно и најефтино. Купете телевизор, компјутер, лаптоп и се останато од IT на 72 рати без жиранти и добите гратис мобилен телефон со 2 сим картички. Риверсофт компјутери, повеќе од добар избор. Хотел Сириус, синоним за репрезентативно угостителство и реноме. Извонреден спој на старото и новото. Дојдете, видете и бидете со гордост дел од овој амбиент. Покрај веќе познатата сала со капацитет од 300 места, на располагање ви е и новата голема кристална сала со ексклузивен изглед и капацитет од 500 места. За вашите свадбени свечености и други прослави, поубаво место едноставно нема. Соцзвездие со уште посилен сјај. Сириус, хотел на новото време.